Добро вечер, вечерни вести на Канал 5. Васил Јованов на првото рочиште призна вина за сообраќајната незгода во која загина Фросина Кулакова. Во судницата присутни беа родителите и сестрата на Фросина, кои побараа максимална казна. Пресудата ќе биде соопштена на 13 мај. Михајло Ведимлиски. 21-годишниот Васил Јованов призна вина, се извини и изрази кајање со наведната глава и не гледајќи ги во очи родителите и најблиските на 22-годишната Фросина Кулакова, која смртно ја прегази на Партизанска. Судењето за случајот заврши во едно рочиште, со оглед дека тој призна вина. Носам голема грижа на совест за тоа што го сторив. Нема ден да не се помолувам за душата на Фросина и за здравието на нејзиното семејство. Ова ќе ме прогонува до крајот на мојот живот. Уште еднаш да им изразам најдлабоко сочувство и да им се извинам. Обвинителот Александар Марковски претходно рече дека сообраќајката е последица на низа сообраќајни пропусти и затоа возачот се гони за најтешката квалификација на кривичното дело. Семејството на Фросина побара највисока казна. Судот ќе покаже дека правдата има душа, дека законите има душа и правдата има лице, и дека животот на Фросинче нема да заврши во празнина. Кого го штити овој закон? Жртвите и оштетените или обвинетите и виновниците? Тотално нелогично и пак ќе се повторам, ова е пример за неверојатно, екстремно нечовечен закон со што директно се побиваат сите основи и причини воопшто за постоење на правото како наука, дисциплина и сите институции кои се дел и произлегуваат од истото. Според одбраната на Јованов, која презентираше и снимка во судница од местото на несреќата, судот треба да го земе предвид неговото кајање и тоа дека не избегал, но и психијатриското вештачење, според кое чувството на вина било изразено. За застапникот на семејството, највисоката казна согласно закон би била единствено праведна. Да оставиме институциите да си ги донесат пресудите и да донесат одлука врз основа на законот. Не врз основа на талионското начело око за око, зап на зап, тоа што некој сака. Смртна последица сама по себе е страшна работа, но треба да се индивидуализира и да се цени секој потез во врска со изрекувањето на казната. Со намера да ублажат казната, сите сме свесни дека обвинетиот Васил даде признание, едно голо признание. При овој громорозен чин, сите знаеме на кој начин се случи настанот во кој загина младата Фросина Кулакова. И од таа причина ние побаравме од судот, согласно законот, предвидената да се изрече највисоката предвидена санкција. Обвинителството утврди дека Јованов немал возачка дозвола, возел под дејство на алкохол со брзина од 91 км на час. Поминал на црвено светло и удрил во Фросина Кулакова која поминувала на пешачкиот премин. Васил Јованов се товари за кривично дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, за кој е предвидена затворска казна до 20 години. Пресудата ќе биде изречена во вторник на 13 мај. По неколку часовно бегство, полицијата го уапси странскиот државјанин кој изврши убиство во Штип. Претходно тој се обидел и насила да побегне кај наплатната рампа Миладиновци, каде останал неговиот автомобил. Заедно со него апсени се уште 4 лица кои, како што соопшти МВР, му помогнале во делото. Маја Стојановска за ова. Како на филм, 21-годишникот од Турција, кој синоќа со неколку куршуми во полно кафуле во центарот на Штип застрела 25-годишен сограѓанин со БМВ со голема брзина се упатил кон Скопје, но успел да стигне само до наплатната рампа Миладиновци, каде што бил уапсен. Со осомничениот во возилото имало уште 4 лица од Турција, кои исто така се уапсени и се сомничат дека му помагале при бегството. Според она што може да се забележи на самото место, возачот најверојатно изгубил контрола и со возилото излетал од патот, при тоа удирајќи и пробивајќи го патоказниот знак до автопатот. Ова е автомобилот со кој што осомничениот за убиството се обидувал да побегне, заедно со уште 4. Тој се наоѓа на околу 100 метри од наплатната рампа кај Миладиновци, но еден час по пукањето во локалот во Штип, полицијата ги наоѓа и ги апси токму овде.
Според неофицијалните информации, откако првично не застанал на наредбите од полицијата, било и пукано во обид да го сопрат. Освен осомничениот, од обвинителството соопштија дека пронајдени и пиштолот од кој е пукано, а од лице место обезбедени се доказите и видеоснимките, кои што синоќа се најдоа на социјалните мрежи. На наплатната рампа Миладиновци во заедничка акција на СВР Штип, СВР Скопје и сообраќајната полиција било запрено патничко возило БМВ со штипски регистарски ознаки, во кое биле АХ, ТМ, ОМ и АО, при што АХ се дал во бегство, а другите лица биле лишени од слобода. Набргу по превземени мерки, тој и сторителот КК биле пронајдени и лишени од слобода. 25-годишникот од Турција, кој беше застрелан околу 21 часот и 30 минути, набрзо потоа починал и покрај обидите да биде реанимиран. Од клиничката болница во Штип потврдија дека пациентот кај нив бил донесен со возило на итна помош, но без знаци на живот, и во 22 часот и 10 минути била прогласена смрт, пошто неговото тело е предадено на обдукција. Осомничениот во земјава пристигнал еден ден пред убиството, за кое мотивите се уште не се познати, но се шпекулира дека се меѓусебни расправи или нарачано убиство. Убиениот во земјава бил пријавен како студент, а според информации од полицијата имал неколку пријави за поседување наркотици. Млад маж се залепи со самолеплива лента за бандера во близина на фонтаната на плоштадот во Скопје, во знак на поддршка за настраданите и повредените од пожарот во Кочани. Подоцна се дозна дека станува збор за герила акција организирана од иницијативата Сапорт Кочани, која имала за цел да потсети за трагедијата во дискотеката Пулс. Според лицето, дел од повредените кои се вратиле назад по лекувањето во болница останале со тешки повреди и побара да им се помогне. Порача дека жителите на овој град не се чувствуваат добро и повика на разбирање. Во пожарот, како што кажа, му загинале 5 минедругари. Денеска се навршува деценија од оружената престрелка во Кумановско диво населје. На 9 и 10 мај 2015 загина 8 припадници на безбедносните сили. Во 28-часовните престрелки животот го загубија припадниците на безбедносните сили Љубиша Арангеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самойловски, Ненад Серафимовски и Горан Стојменовиќ, кои посмртно се одликувани со медали за храброст. Во престрелката имаше и 37 повредени припадници на безбедносните сили. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на покана на украинскиот министер Андрий Сибиха и високата представничка на Европската унија Каја Калас престојуваше во еднодневна посета на Лавов, каде што учествуваше на министерскиот состанок за формирање на специјалниот трибунал за злосторството агресија против Украина и на неформалниот состанок на Советот за надворешни работи на Европската унија, соопшти од македонското МНР. Оттаму вела дека Муцунски бил единствениот министер од Западен Балкан присутен на настаните и додаваат дека на состаноците била потврдена поддршката за Украина, незиниот суверенитет и територијален интегритет, како и за иницијативата за воспоставување правна одговорност за актите на агресија. Министерот Муцунски ја реафирмираше принципиелната поддршка на нашата држава, повикувајќи на итен и безусловен прекин на огнот од страна на Русија и на заеднички ангажман за постигнување праведен и одржлив мир, велат од Министерството за надворешни работи. Министрите за внатрешни работи Панче Тошковски и Ивица Дачич во Белград потпишаа договор меѓу владите на Македонија и Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце-Прешево. За дупло би требало да се забрза трансферот на луѓе на нашиот граничен премин. По ратификација на договорот во нашите две собранија ќе можеме да започнеме со тест фазата на истиот од аспект на техничко решение кое што го имаме и се надеваме дека пред почетокот на летната сезона ќе можеме да и официјално го ставиме во функција и го забрзаме протокот на луѓе. Mi smo sada potpisali sporazum
između dve vlade o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnim prelazima za međunarodni i drumski saobraćaj Preševo i Tabanovce, gde uspostavljamo novi poslovni proces rada koji ima za cilj pojednostavljenje kompletne procedure obavljanja granične provere, tako što bi policijski službenici zemlje domaćina bili ovlašćeni da, pored ulazne granične kontrole svoje zemlje, obavljaju i izlaznu graničnu kontrolu susedne zemlje. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.